Новата конгресна сала ќе ја користиме најдобро што можеме. Најпрво за организирање на свечени академии кои ќе ги организира самото училиште, за изведување на часови, пред се на класните часови, бидејќи имаме одредени програми кои бараат учество на поголема група на ученици. Тоа е изведување на работилници по образование за животни вештини, по предметот граѓанско образование, социологија, каде исто така е потребен поголем број на ученици, бидејќи самите ученици треба да дебатираат, разни работилници, дали ќе бидат организирани од страна на учениците или наставниците, или ќе бидат организирани во интерес на наставата од другите институции, значи поучни работилници, презентации на проекти, обуки, семинари за било што. Баш ми е драго, срце ми е драго што денес имаме можност со новото раководство, новиот директор да се отвори оваа прекрасна сала. Со ова се отвори самата гимназија, ќе послужи за многу активности, веќе директорката напомна се и за што ќе служи овој прекрасен објект. И посакувам во иднина објектот да биде рационално искористен, а во тоа сигурно не сумнеме, бидејќи знам кој во овој момент ќе води гимназијата и се што ќе направи понатаму оваа сала да биде искористена. Пријатно чувство е кога се присуствува на отварање на еден ваков современ убав дел објект, дел од Средното општинско училиште овде во Делчево, проект кој што се работи 2,5 години и представува репрезентативен објект и за самото училиште, но и за градот Делчево. Верувам дека ќе биде рационално и максимално искористен од вработените во училиштето за одржување на овде на различни семинари, работилници, обуки и за на професорите и за учениците. Верувам дека ќе може да го користат и други организации и институции да ја користат оваа сала за нивните потреби. И рекол дека покрај оваа сала која што ја финансираше самото училиште од собствениот буџет, имаме ние во предвид и други активности кои што ќе се случуваат и во другите училишта и овде во Средното општинско училиште во наредниот период, каде што се спремани проекти, веќе има одредени јавни набавки кои што се завршени, ќе се започне со градежните работи, така да ние сме должни како локална самоуправа да со нашата поддршка и основните општински училишта и средното училиште да добиваат подобри услови за работа. Овде исто така да истакнам дека ова е дело на наш сограѓанин Гоце Попов, кој што проектот е негов и верувам дека како и други проекти кои што ги тој направи, односно неговото архитектонско друштво ГП Архитекти, ќе го разубават нашиот град и тоа е нашата идеја како генерација да оставиме за идните генерации многу убави работи, објекти каде што тие ќе существуваат и ќе работат. Почитуван градоначалник, почитувани професори, ученици, почитувани гости, ви посакувам добре дојде на овој посебен ден за нашето училиште. Ми представува чест и задоволство што денес ја пуштаме во употреба новата конгресна сала на нашето училиште. Целта е со оваа сала да внесеме повисоко ниво на квалитет на живење и функционирање на самото училиште и самиот град. Инвеститор на салата е Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, што значи финансиите за изградба на оваа сала се од сметката на училиштето. Салата што беше овде, на оваа место изградена заедно со училиштето во далечната 1961 година. Но последните години не беше во таа функција за која беше намената. Сега овој простор ќе биде искористен на најдобар можен начин од нашите ученици, нашите вработени, професорите, но секако и од нашите сограѓани. Оваа сала ќе се користи за свечени академии кои ги организира училиштето. Ќе се користи за состаноци, работилници, за дебати на учениците по предметот граѓанско образование и социологија, за класните часови. Исто така ќе се користи за разни обуки, семинари, презентации на проекти во кои ќе бидат вклучени и учениците и наставниците. Секако мора да ја споменам поддршката за реновирањето на оваа сала од општина Делчево, посебно од градоначалникот Горан Трајковски, вработените тука, сите кои на било кој начин работеа и допринесоа оваа сала да изгледа како што е сега, современа, модерна, убава и корисна. Тоа е доказ дека ако работиме сите заедно, ако имаме квалитетна
институционална соработка, ако имаме подршка едни со другите, патот кон успехот е многу лесен и самиот успех е неминовен. Нека е со среќа и нека во оваа сала се случуваат само убави работи кои ќе не радуваат сите. Почитувани присутни, ви благодариме за вашето присуство. Од наше име и од име на професорката Елена Трајанова за укажаната чест. Уживајте. Ljubov jaz za te najde.